Евре назад во утрински брифинг и во наредните 15 на минути разговараме со собранискиот пратеник, избраник Фадил Зендели од движењето Беса. Добро дојдовте во студиото. Добро ве најдовме. Благодарам на поканата. Причината за која што разговараме во студиото е нешто што е брано во јавноста изминативе денови, иако во еден неформален разговор велите дека ова е едно старо прашање. Тоа е етничката припадност во личните карти. Ова е ваша идеја на Беса. И ме интересира првичната цел. Што е она што треба да се постигне ако етничката припадност се запишува во личните карти? Како што и вие спомнавте о вашето воведно прашање, па и објаснување, ова прашање не е од денеска, значи потекнува од претходниот мандат, но поради политички одредени потешкоти во тој период, значи тогаш не успеавме заедно со мнозинството, со владината коалиција да биде на дневен ред. Иако некаде пред распуштање на изборите, пред парламентарните избори што се одржа во 2020 година, беше на дневен ред на собранието, како заедничка иницијатива и од Беса и од СДСМ, беше поднесена, но отидовме на предвремени избори и сето тоа сплавна, се очекуваше друг момент, во моментот кога ќе почне собранието нормално да функционира, ово прашање да се отвори. Значи не е некое прашање кое падна од За јавноста е ново. Него едноставно тоа е прашање кој веќе подолг период, значи во собраниските колоари, процедури, дебати, значи е зборувана по однос на оваа тема и сега, значи заедно со партнерите од коалицијата решивме, значи дека е момент ова прашање да се постави. Нормално ние сме иницијатори како пратеници од движењето Беса, но морам да кажам дека во предходниот мандат бевме иницијатори, заедничко беше иницијатива и од Беса и од СДСМ и заеднички беа потписниците на ова иницијатива во предлог закон. Во овој момент предлагачи се само пратениците од движењето Беса, го имаат поддржано подоцно нормално со процедура и пратеници од Алијанса за албанците. И сега се разбранува јавноста, но мислам дека треба да се објаснат некои работи, затоа што некако се наметнува прашањето дека некој ќе добие нешто, некој ќе губи. Дека нешто се оспорува на некому или на некому му се дава. Не мислам дека со овој предлог некому му се оспорува или некому му се наметнува нешто, него едноставно е еден предлог во документите на лична карта, документ со кој ние сите се идентификуваме, каде се сите наши податоци, да го има и графата на етничката припадност. Мислиме дека со тоа никој ништо не губи, само можеме да добиеме. Тоа нема да биде нешто затоа што е сега предлогот од Беса, па нешто албанците ќе добијат, другите нешто ќе губат, или се наметнува нешто. Едноставно, тоа ќе важи за сите, како за македонци, албанци и сите други кои се во преамбулата на уставот на републиката. Така да не би требало да се има таков печаток дека нешто се наметнува, нешто се прави. Едноставно едно право. Секако секој од граѓаните ќе има право, ако не сака неговата етничка припадност да биде во личната карта, тоа и да го нема. И така ние имаме два вида на лични карти. Групата А и групата Б. Во групата А, каде што е само на кирилица, обично македонските граѓани тоа го користат, и другата Б, каде обично албанците тоа го користат, каде што податоците се и на македонски, и на кирилица, и на латиница, или на албанското писмо. Иако моје лично мислење е дека тие треба да бидат исти за сите, ако веќе зборуваме за едно мултикултурно општество, пак ќе ве прашам, бидејќи вие велите едните чувствуваат дека некој нешто добива, другите велат некој нешто губи. Ние го имаме Охридскиот рамковен договор кој што исполнува кој што предвидува некакви квоти, особено кога е вработување во прашање. И сега ако се погледа на лична карта каде што има име и презиме, има адреса, има единствен матичен број, еден куп други лични податоци, што ќе донесе па ако има етничка припадност? Ако веќе зборуваме дека во Македонија сите се еднакви, нели така треба да ги третираме? Сите така се треба, уставот треба сите да ги третира. Спомнавте Охридскиот рамковен договор и квотите. Значи не обврска за равноправно
представување во јавните институции на сите етнички заедници, сме имале доста случаеви на злоупотреба на ово право. Ние сега имаме такви квоти во јавните институции за да се избалансира некако избалансирање на представувањето на сите етнички заедници во тие институции. Сме имале доста случаи кога македонци се пријавувале на местата каде што би требало албанците да го добиат. Но има и случаи кога албанец се пријавил како македонец. Имаме во универзитетите квотите во тука во Кирил и Методи каде што има квоти за етничките заедници. Сега не за албанците, зашто албанците имаат универзитети на свој јазик, него за другите заедници каде што други па македонци или други влегуваат во квотите на други. Со ова би се сите овие злоупотреби што се прават по овој основ, а тоа политиката го прави, не дека го прави за да се направи некоја штета на некоја етничка заедница, едноставно поради политички договарања, едни други, пазарање на политичките партии, ова се злоупотребува. Со ова не верувам дека ќе се злоупотребува. Некој да оди сега, некој албанец ќе оди ќе зема лична карта, па таму ќе се пријави како македонец, или па некој македонец ќе оди ќе зема лична карта, ќе се пријави како албанец само за да добие некоја работно место. Значи, има разни вакви можности. Ама се отвараат можности за тоа, господине Зендели. И не гледам дека ако на некому ќе му пишува во личната карта етничката припадност, дека нешто ќе се спори, нешто нити некој дека добива некој во корист на некој друг. Да, затоа прашувам. Никој не добива ништо, а не некому другому му се оспорува. Никој. Значи сите етнички заедници, готово сите во државата, ние сите што сме во уставот, ќе го имаме тоа право според овој предлог закон. Ако сакаме во личната карта да стои етничката припадност. И што има лошо во тоа ако ја сакам како Фадил Зендели, сакам во мојата лична карта да стои тоа. Сепак во личната карта таму стои државјанството, дека сум државјанин, името на државата и сите тие податоци што ги има. Значи никому ништо не му се спорува. Едноставно тоа е едно право кое ја би сакал да го користам. Вие на пример ако тоа не го сакате да го користите, ќе биде тоа во ваша можност и ваша алтернатива. И затоа не гледам дека со овој предлог да се наметне нешто и некоја поделба сега на однос на она етничка, дека албанци, македонци, турци, не знам што. Не, ова е за сите. Едноставно му се дава можност, сега нема да речам еве право, му се дава можност на секому. Ако сака во личната карта да му стои етничката припадност, нека му стои. Ако не сака, не сака. Никој не губи ништо. Значи никој во ова нема да биде наштетен, никој не губи ништо. И гледам дека некојаш во јавноста се наметнува тоа дека може би некој добива, некој губи. Никој не губи. Нити губи концептот на државата, ни губи она што го градиме како заедничко во државата. Напротив, сметам дека со ова уште подобро ќе ги одиме во насока на подобрување на меѓуетнички односи и на сето тоа што е столб на ова општество и на оваа држава. Прво да тргнеме од тоа за каде ја користиме личната карта. Личната карта ја користиме пред институции, пред места каде што никому не му е битно дали е македонец или албанец во прашање, бидејќи треба да ги ужива истите услуги од страна на институциите, од страна на банките, од страна на рестораните или не знам каде се бара лична карта. Затоа кога велите дека никој ништо не губи, никој ништо не добива, пак се враќаме на првото прашање, тогаш од каде потребата да се стави? Ја не реков дека никој ништо не добива. Ја би сакал мојата етничка припадност да стои во личната карта. Знам дека многу граѓани, и албанци, и македонци, и турци би сакале. Ама тоа отвори на друго прашање. Да, значи би сакале тоа да биде зашто значи ништо, велам дека ништо не губи, сите добиваме, сите тие што сакаат тоа да го добиваат како право и како можност, го имаат. А ако одиме во друга насока сега, што губиме? Што губиме? Дали губиме нешто од тоа? Дали нешто се губи од тоа? Дали некој губи нешто, некој граѓанин, не дај Боже да биде ова етничка заедница да губи нешто од тоа? Дали некој губи? Ништо не губи. Сите добиваме. По однос на тоа, ја би сакал. Повторно се отвараат националистички прашања во поглед. Не е националистичко, не е нешто што тоа ќе беше националистичко ако ќе баравме нешто што еве на пример јас сум албанец, без една партија кој во суштина се албанци членството, бараме нешто специфично само за албанците. Не. Тоа е едно барање која ќе го користат сите етнички заедници во државата и не се отвараат такви меѓу етнички проблеми кои некој би сакал да ги наметне кон однос на ова прашање. Нема никаква врска со тоа.
се работи за сите етнички заедници и се остава алтернатива и сите граѓани, нормално не се само како етнички заедници, него како граѓани, ако сака да го користи ова можност или право, ќе го користи. Ако не сака, не мора да му стои во личната карта. Да, господинот долгогодишен новинар, сега уредник Ерол Ризаов има една одлична поента во која што вели постојат еден куп други начини како како се идентитетските посебности да излезат на виделина. Всушност, тоа се изводите од матични книги, образованието на мајчин јазик, слободна употреба на јазикот, негување на културна посебност, колективни индивидуални права и ред други стекнати права, кои што се дел од тоа функционирање на едно мултиетничко општество и со со вметнување на етничката припадност во лични карти, само се враќаме назад. Затоа велам дека се отвараат националистички прашања. Ако ги имаме сите овие особености кај нашиот устав, во нашата реалност, не е работа само до уставот, едноставно тоа е нашата реалност каде што живееме. Ова е мултиетничко општество што го има. Тогаш што ова прашање ќе оспори тука? Во сите ви ги спомнавте, многу елементи спомнавте тука, особеностите што ги имаат етничките заедници и што овој момент нешто ќе спори и ќе врати назад. Ништо, едноставно е во склоп на ова што символиката на личната карта е за идентификација. Па идентификацијата кај нас е и етничка. И етничка, сите се идентификуваме по етничка, се идентификуваме. Сега ние можеме да изиграваме дека јас сум ово, јас сум оно, јас сум европеец, па сум европеец. Да, ама господине Зандели, тоа не влегува во реториката на сум државјанин на Република заложбата Северна на оваа власт и коалиција. Да. Јас сум државјанин на Република Северна Македонија. Но како етничко потекло моето е албанско и да, тоа нема ништо спорно и да биде во ова. Но општеството тоа не го оспорува. Па ако не го оспорува, тогаш зошто имаме проблем со ова? Ако не е нешто спорно, тогаш зошто се отвара нешто каде што не гледам дека за ништо се спориме. Добро, ние 30 години имаме исти лични карти каде што не се оспорува етничката припадност, се оспорувала политички, не и по идентификација на лична карта. Па има и многу елементи во личната карта. Ако ги земаме, да ги земаме имињата. И ден денеска, например, и кај албанци, па и кај другите етнички заедници, имаме проблем со имињата. Па и во пасошите излегуваат многу проблеми на нашите кои работат во странства, како се пишуваат имињата, не се пишуваат оригинално, изворно на јазикот на граѓанинот. И после имаме многу проблеми кога нашите граѓани излегуваат надвор од државата. Значи, етничката припадност ќе го реши тоа, нема да го реши. Па не го реши, нема да го реши овој проблем што е многу есенцијален за нашите граѓани кои работат надвор, но едноставно им се дава можност на нашите граѓани внатре да го истакнат тоа. Што губиме ако ќе го истакнат? Дали нешто губиме? Ништо не губиме. Против овие предложени измени на законот, за сега најбурно реагира левица. Прифатени се, како што рековте, од Алијансата на албанците, ДУИ, СДСМ. Председателот Стево Пендаровски исто рече дека лично не е за ова решение, меѓутоа ќе го потпише доколку коалицијата го изгласа во собрание. Во собрание има некаков рок до кога ќе треба да се донесе овој закон? Ќе се става европско знаменце на него или? Не. Сега да не прашувам како дилеми кои што се метнуваат. Нормално се имало такви случаи во собранието и во минатото и сега која некојаш некои закони се префрлени од редовна постапка или скратена постапка со европско знаменце. Не се работи за тоа да оди со европско знаменце. Ќе видиме во склоп на деловникот на собранието, во склоп на сите политички партии што сме дел од тој процес, да се најде решение. Нашиот предлог најде на поддршка и на опозицијската ВМРО. Значи тие не го спорат тоа дека се предомислија, па не гледам дека се предомислија, значи тие има став и нивниот председател и тие се изјаснуваат дека нема. Тие имаат амандман по однос на името на државата. Нешто што тие го спорат од преспанскиот договор, но не го спорат овој елемент етничката припадност во личната карта. Го почитувам председателот Пенаровски, тоа е негов став, негово размислување и тој има право нормално важна институција во државата да се изјасни, но сепак тоа е прашање кој се решава во склоп на собранието, постапките што ние ги имаме во нашето собрание, деловникот, законот, уставот,
и во склоп на тоа во една демократска дебата со сите колеги, политички партнери внатре, можеме да најдеме начин како ова да го решиме. До кога ќе се знае дали ќе помине овој закон? Па не дека ние сме ставиле некој рок, мора да биде така. вака. Ние оставивме отворено прашање, но тоа не значи дека ќе го оставиме довек отворено. Го едноставно отворено во еден разумен рок, како сите политички партии во контекст на деловникот на собранието кој ги уредува прашањето внатре, постапките, начинот, иницијативата, како се решаваат овие проблеми, да се најде решение и по однос на ово прашање. Значи, како политички субјект, како иницијатори, сега нема да вршиме притисок, ајде ова да биде, мора да биде денеска, мора да биде утре. Не. Едноставно во едно редовно постапка, нормална атмосфера во собранието, дебата како што е и денеска сум тука, па сум учествувал и во други дебати по однос на ова прашање, и во постапките во собранието да најдеме решение, заеднички ќе најдеме решение. Така, господине Зендели, моје да ги наметнам дилемите од јавноста. Секако ваше е да дадете одговор, бидејќи БЕСА е предлагач на овие законски измени. Јас се надевам дека придонесовме кон таа општествена дебата. Ви благодарам секако на одвоеното време и ќе ви имаме во брифинг во некој од наредните изданија сигурно. Благодарам. Илум беше што бев дел од оваа емисија, ова дебата. Да Да придонесеме да се разјаснат некои прашања кои се отфрлат. Сега после овој разговор ќе има можеби некакви реакции кон вас, може ќе има и нормално. Но сосема нормално. Така, тоа е што е.